Драги мои пријатели и пријателки, одиме сега со гостинот вечерва во студиото преку Skype, господинот Александар Нацев. Господин Нацев, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Се извинувам, не ја спомна вашата титула, вие сте доктор. Да, доктор на науки, доктор по безбедности науки. Вие сте исто така и декан на Факултетот за безбедност и детективи на Европскиот универзитет. Дали е точен наслов, точно го кажав? Факултет за детективи и криминалистика, така на Европскиот. Криминалистика. Пред да почнеме за разговорот да ве прашам за ваша една анализа, ме интересира, кажете ми збор 2, ова е можеби најнеобичниот факултет вака што постои, затоа што единствен факултет кај што може некој да се занимава и со за детективска работа, ако сака да се ориентира. Дали сум во право? Па така, да, има една одредена специфичност факултетот, бидејќи детективската дејност се изучува, порано беше како посебна насока, сега студентите изучуваат само неколку предмети кои се поврзани со детективска дејност, че тактика и техника на извршување детективска дејност, детективско право, детективска тактика и така натаму. На крај сепак се здобиваат со титула дипломиран криминалист, но со големи предзнања за да може да продолжат натаму во детективските води. Знаете, според законот за детективска дејност може да се основаат детективски агенции, се полага за лиценца за детектив во Министерството за внатрешни работи, така да интересна, добра професија, многу користена во странство и кај нас се повеќе барана и користена, така да специфично, меѓутоа корисно и како идна кариера многу веројатно. Ај уште малце да те задржам, бидејќи имам доволно време. Кажи ми уште малце нешто за овој факултет. Значи, рековте дека ако некој од овие смерови на вашиот факултет го заврши, човек може да се вработи во безбедносните сили во одредени структури, така? Па може така, голем дел од нашите студенти веќе се вработени во Министерството за внатрешни работи. Голем дел од нив се лица кои што се определиле за тој позив, па завршуваат факултет, па потоа се вработуваат во Министерството, бидејќи едната се добиваат со звање дипломиран криминалист на првиот циклус, на втор циклус, кога завршуваат студиите се добиваат со звање магистар по безбедност. Така да, применливо и голем дел од моите студенти на првиот, особено на вториот циклус, се или веќе вработени, или со планови да се вработуваат во безбедносните структури. Има ли интерес за овој факултет? Па ќе се пофалам и сами од себе и факултетот кој што го водам. Квотите, особено за втор циклус студии, за постдипломски студии се исполнуваат уште во првиот уписен рок. 20 студенти годишно запишуваме на втор циклус, значи уште во првиот уписен рок. Минатата година веќе имавме еден позитивен пример да се исполни таа квота уште само во првиот круг. Да ве прашам, дали овие знаења кои се стекнуваат, да пример, ми е поинтересно за детективската работа, се практични? Како изгледа практична настава? Седите со крофните цела вечер, го наблюдувате одредениот субјект или карикирам малце, баш ме интересира, ова би требало да е прилично забавно или се ова е некое академско ниво на проучување и аналитика? Така, па мора да биде мешано да има и академски дел, да има и практичен дел. Значи ајде со академскиот дел. Значи во академскиот дел се изучуваат детективско право, детективска тактика, потоа кога го одиме на практичниот дел, студентите се запознаваат со тактика и техника на вршење на дејноста, значи наблюдување на објекти, потоа добар дел исто имаат во користење на комуникацијско-информатички опреми и потоа најинтересниот дел, морам да кажам за студентите, теорија и практика на гаѓање со лично оружје, каде што освен теоретскиот дел имаат и практичен дел на испакување со лично оружје, со пиштол, кое што исто така има дел од испитот. Каде пукате? На кое? Во стрелиште. На стрелиште имаме, моментално минатата година бевме во стрелиштето ЗИП. Така. Пошто ова знам го затворија што беше, но не знаев дека има повеќе стрелишта, видиш? Добро е да имаш човек вака да се информира за сите работи. Значи, од користење, предпоставувам и самоодбрана, користење оружје и сите тие работи, така? Така. Имаат студентите во прва година специјално физичко образование 1 и 2, во втора година имаат боречки спортови 1 и боречки спортови 2.
Така да се заокружува еден добар пакет на вештини и знаење кои што еден иден детектив би требало да ги поседува. Интересно вака. Не бевме, ја за сосема друго ве поканив и сосема изумив дека сте декан на факултетот и сега ми дојде доста интересно. Пробувам едно од децата да усмерам натаму, да се обидам, да се има некои такви таленти. Кажи ми, дали се изучуваат, уште неколку прашања те молам од факултет. Дали се изучуваат, например, за излекување, техники за излекување податоци, психолошки, bad cup, good cup, како да излечеш информација, како се прави interrogation, она испитување, истражување, дали има она crime scene investigation, како на сцената, каде е направен злосторот, што се испитува и така натаму, како да се бара. Дали сите овие сегменти се вклучени она што ги гледаме претежно, не знам, повеќе на филмови него што во реално? Па така, тоа веќе е другиот пакет на предмети кои што го полагаат, криминалистичките предмети. Значи имаме криминалистичка методика, криминалистичка тактика, основи на криминалистичка техника и форензичка криминалистика, она која што баш. И форензика имате, значи. Форензичка криминалистика. Браво. Исто така имаат и предмет судска медицина. А и тоа има. Така, Одлично. Значи целиот пакет. Значи само единствено да дојде некој и да почне да снима серија. И веќе да се натепаме со пари. Ја ви благодарам за воведот во се во ова, можеби ова бара па и една посебна емисија да направиме само за факултетот и ајде во иднина нека остане кога ќе дојде време за уписи да идеме или со некои ваши професори да ми препорачате така поинтересни. Колку професори имате вие таму? Па имаме законска обврска да имаме минимум 10 професори на факултетот, имаме во редовен работен однос, ни доаѓаат насловни професори и ни доаѓаат визитинг професори, така да секој е надлежен за својата област. Претежно еден е надлежен за криминалистички предмети, еден за детективски, еден за правни и еден за безбедносни предмети. Во случајов тоа сум јас и имаме професорка која е специјализирана за економските предмети. Дали вие во вашата работа сте доволно информирани да можеме да говориме за актуелните состојби, не само за академските, бидејќи првото прашање моје ќе биде се наоѓаме во една деликатна и без преседан ситуација, затоа што немаме, која велам без преседан, затоа што не постојат примери по кои треба да се повикаме како некогаш оваа земја или цивилизацијава дури, бидејќи од пандемијата на шпанскиот грип наваму вакво нешто не сме имале, пандемично. Како може и како се справуваат македонските органи со пандемијата? И како треба да постапуваат безбедносните сили во случаи на пандемија, господин Нацев? Па така, ајде да го разложиме прво прашање како се справуваме и потоа како би требало да се справуваме. Како би требало, како моментално се справуваме, јас мислам дека се справуваме прилично неконзистентно, некоординирано и конфузно. Почнувајќи од државниот врв, ќе образложам зошто. Затоа што ние од самиот почеток не почнавме да ги превземаме мерките и активностите кои што требаше да се превземат. На што мислам? Прво мислам на системот за рана детекција кој што не се активира на време и не ја исполни својата задача. Системот за рана детекција го сочинуваат ПЦ разузнавачките служби кои што имаат задача да ја штитат националната безбедност на државата, значи Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање и во чии надлежности е вклучено заштита на републиката од сите видови на закани и ризици по безбедноста. Сега, мораме тука малку на стратешките документи се навратиме, на пред се на националната концепција за безбедност и одбрана, каде што како еден од безбедносните ризици и закани за државата се и епидемиите кои што таксативно се наведени како дел од безбедносните ризици и закани. Што значи тоа таксативно наведени? Наведени се проформа дека тоа е тоа, ама ние немаме пример за такво нешто, нели? Ги имате таму сите закани, значи закани од воена природа, ваков конфликт, етнички конфликт, воен конфликт, елементарни непогоди и така натаму и на крај доаѓаме до епидемии и зарази кои што може да имаат пандемски потенцијал како што е моменталната ситуација.
И тргнувајќи тоест од тоа дека тие се предвидени како безбедносни ризици и опасности, би требало надлежните органи во државата да ги предвидат тие ситуации, да направат одредени анализи и согледувања и на државниот врв, тоест на донесувачите на одлуки, да му достават одредени анализи и предвидувања како би се развивала одредена безбедносна закана. Кој тоа треба да ги направи тие анализи во една држава? Кои се тие тела? Па тие тела, да ги поделиме ајде вака. Прво да почнеме со стратешките документи што предвидуваат тие. Тие предвидуваат дека државата треба да се заштити од сите видови на закани. Потоа одиме еден степен надолу. Ги идентификуваме кои се тие ризици и опасности. За секој од тие ризици ние имаме одреден државен орган кој што се грижи за нив. Еве на пример да речеме за војна и за воен конфликт е надлежно Министерството за одбрана. За нарушување на внатрешна безбедност е надлежно Министерството за внатрешни работи. За нарушување на економската безбедност на државата се надлежни финансиска полиција, финансиско разузнавање и така натаму. И тука имаме еден дел безбедносно разузнавачки служби кои што треба да го активираат тој систем за рано предупредување, бидејќи нивната работа е разузнавање и прибирање на податоци за случувања во државата, тоест тоа би требало да го прави контрразузнавачката служба по стара УБК, по нова Агенција за национална безбедност, и надворешна разузнавачка компонента која што треба да ја врши Агенцијата за разузнавање. И до тука е системот поставен како што треба. Каде ние погрешивме? Значи ние погрешивме во тоа што ги утврдивме, тоест 2003 година е националната концепција, тој е носечки документ. Како прво голема грешка што тој не е ажуриран. Од 2003 година до денес многу работи се променети. Стратегијата за национална безбедност, каде што поблиску се уредуваат работите од 2008 година. Че веќе 12 години не променета. Во тие стратешки документи се утврдени сите главни ризици и опасности. Потоа во пониски документи, стратегии, на пример имаме национална стратегија за заштита и спасување. Имаме национална стратегија за одбрана. Во сите тие стратегии, подоцна вие треба да ги разложите ризиците и опасностите една по една. Кога ќе ги разложите, треба да најдете начин да пропишете процедури како да се справите со нив. Кога ќе одлучите процедури како се справите со нив, значи вие сте веќе дојдени до тактичко ниво на решавање на проблемот. Нели стратегиско сте го поминале, сте ја напишале стратегијата, тактичкото ниво сте го предвиделе и чекате дали некогаш ќе бидат употребени тие особени тактики. На пример, се појавува вирусов да го земеме пошто нели тоа е сега актуелно. Кога ќе се појави безбедносна закана од таков вид, значи вие треба да знаете како она што сте го предвиделе во тактичките документи да го операционализирате на терен. Односно, кој да излезе на терен, кој да постапи, како да постапи и да имате предвидени сценарија. Што значат предвидените сценарија? Значи предвиденото сценарио треба да се темели врз анализата која што ќе ја достават разузнавачките служби, бидејќи тие таму треба да предвидат. Во нашава држава имаме висок, низок или среден ризик за појавување на коронавирусот. Да образложат зошто низок, зошто среден, зошто висок. Да се направи анализа колку ние македонски граѓани имаме надвор од државата кои што се во потенцијалните жаришта. Значи едно од првите жаришта, ако не се лажам, беше Италија, скијачките центри. И голем дел од заразени луѓе се заразија од тој кластер. Првиот кластер беше од луѓе кои што беа вратени таму. Значи имавме луѓе кои се враќаат од Кина, од Шпанија, од Белгија, од Италија. Само докторката не заразила никого. Карикирам, се извинувам. Појако беше од мене, извинете. Така. Кога ќе ги правите сценаријата и кога ќе ги имате податоците на хартија, значи вие од тука треба да почнете со методолошко решавање на проблемот. Што значи методолошко решавање на проблемот? Да постапите по одредени почетни планирачки параметри и да имате разбирање на оперативната средина, на операционалната средина. Ај малце од академски да идеме разбирливо за публиката. Што тоа значи на улици, затворање граници, што по вас требало да се направи? Почетни планирачки параметри се ова. Значи да знаете колку луѓе од надвор би се вратиле во Македонија, да знаете дека кога се затворат границите, тие луѓе ќе можете да ги вратите. Значи ние имавме неколку неуспешни случаи, луѓето со авионските, со чартерите заглавија, па потоа по хотелите заглавија, па заглавија по автобуси, па имаше сведоштво на Facebook по 14-15 сати затворени во автобус без вода, без храна, без можно завршена физиолошки потреби. Значи тоа е недозволиво. Така. Тоа значи препознавање на разбирање на операционалната средина, на оперативната средина. Да знаете како да постапите со тие луѓе кои ќе ги вратите. Дека треба да бидат во карантин, дали ќе се тестираат, дали нема да се тестираат. Дали имате доволно капацитети здравствени, сите тие луѓе да ги примите, да ги ставите во болница, да има кревет за нив.
Да имате во предвид колку респиратори имате. Ако не де Боже дојде работата до респиратори. Значи сето тоа е разбирање на операционалната средина. Кога овие две работи ги се склопат, вие може да кажете дека имате подготвено сценарио за справување со безбедносната закана. Потоа, одиме чекор напред. Сценариото започнува. Не се одвиваат постапките според она што вие сте го испланирале. Значи сте испланирале да речеме дека дневно ќе ви се заразуваат по 20 луѓе, имате ситуација која ви се заразуваат по 40. Значи тоа се параметри, индикатори дека сценариото не функционира и треба тактиката на действување да пренасочите по ново сценарио. Значи ако во почетните планирачки активности ви требале, да речеме, 1000 кревети да бидат спремни, сега би требало веќе да планирате дека ви требаат 2000 кревети. Значи сето тоа можете да го предвидите однапред, бидејќи тоа е начинот на кој што добро водена држава со добри експерти, вистински луѓе на вистински места ќе можат да ги решат сите проблеми. Компаративно, со кого можеме да се угледаме дека добро се справиле, бидејќи видовме некако прво многу краток беше периодот, обично за вакви работи малце повеќе, дури да е некаков конфликт или граѓански немири. Тие секогаш траеле подолго, дали е шарена револуција, дали е некаква безбедносна закана со границите мигранти. Многу повеќе време е имало за сите тие структури да изработат или дополнат плановите. Но ова беше многу, како да ви кажам, како една лавина се случи. Февруари уште не разбиравме ние, добро Кина, не ние, цел свет не разбираше што прави Кина. Ја овде во емисија покажав како за 10 дена градат болница, сите се одушевеа, и никому не му текнуе, ало бе, не ви се пали сијаличката дека е нешто страшно кога овие фрлаат милиарди за 10 дена да изградат. И мислам дека, не знам дали ќе се сложите, но некако како цел свет да потврли, а секако потврливме и ние. Кој ќе потврлиш во една ситуација, која ќе, еве сега како стручнjак ве прашувам. Значи, потврливме информациите ненавремено, не ги ажуриравме, не спроведовме мерки спрема дадените информации кои ги имавме на дневна основа. И сега доцниме, дали овие мерки строги со полициски час се добри или, мислам, на широко вие објаснете, а ја морам малце поразбирливо да поставам прашања, сепак сте вие интелектуалец, а ја морам малце да го спуштам нивото за широката публика исто да разбере малце повеќе во се ова. Ве молам, продолжете си вие на вашето ниво. Така. Јас затоа реков, системот за рана детекција на кризата кај нас потврли. Значи ние имавме ситуација една, еве компаративно сега да се споредиме, ајде со САД за почеток, па потоа ќе спуштиме на нашиот на регионално ниво. Добра. Значи САД имаат еден документ, јас пишував колумна за ова, која што се нарекува глобална проценка на безбедносната средина. И во него тие го изработува како документ, произлегува од канцеларијата на директорот за национално разузнавање, односно тоа е, да речеме, една канцеларија која што ги обединува сите служби од безбедносна разузнавачка заедница на САД. Значи овие сите што ги знаеме, ЦИА, FBI, ДИА, значи сите. И таму во тој документ кој потекнува од јануари 2019 година, во делот на индивидуална безбедност, хумана безбедност, аналитичарите кои што го подготвувале тој документ предвиделе дека една од главните безбедносни закани за САД би било заразно заболување кое што има можност да прерасне во пандемија, односно има пандемски потенцијал. Негде во февруари тоа беше, знам. Јануари, тој документ ја читав колумната ваша, да. Так. Документот е оригинално јануари 2019 година. Значи пред година и нешто. Потоа тие детално го разложуваат проблемот и кажуваат дека најголема закана за појавување на таква заразна болест би бил вирус кој што би мутирал и кој што би се пренел од животински видови на човечкиот вид. Веќе знаеме коронавирусот како е појавен и дека скокнал од еден вид на друг, значи од животински кон човек. И потоа тој вирус почнува да се шири и еве сега епилогот сите го знаеме. Но ајде да не одиме до САД, да видиме регионално. Кај нас справувањето со кризата се гледаше само нумерички. Значи излегуваше министерот на прес и кажуваше денес толку, утре толку. Значи доколку ние сега направиме анализа, еве, ајде Словенија, не неко тука регионално, прилично ист број на жители,
И потоа се правеја тие анализи колку луѓе на милион жители починале, колку се излекувани и така натаму. Се тоа излекувани исто така беше еден тука медиумски спин, пошто тие не се излекувани, тие закрепнале, не знам како били излекувани кога не. Знаете што ме бунеше им исто мене? Значи, кога ќе кажат заразени, ама тоа едно е заразени, тоа се тестирани заразени, така? Так. Колку од нив се заболени? Тоа не знаеме. Значи, доктор Даниловски го прашувам, отворено. Како се утврдува дека човек дотичен починал од корона? Тоа е вика слободно тумачење на лекарот што ќе запише или тој што ќе запише. Затоа што некој што имал рак, а малце му било заболен, што ќе напишеш? Му застанал или имал кардиоваскуларни. Короната му влошила, он умире од срцето му застанува. Де факто е инфаркт. Ама инфарктот го иницирал, можеби не го иницирал, го забрзал, го ослабил имуниот систем, самиот коронавирус. И вика е многу тешко, вика, ти да утврдиш, значи тоа е една бројка која е многу дискутабилна во целиот академски свет, зборам за медицината, колку умреле точно баш од таа болест. Како, например, бидејќи тоа го знаат со вирусот на СИДА. Многумина умреа од СИДА, ама не умреа од СИДА, умреа од инфекции, од воспаление на бели дробови, распад, не знам, на лимфните јазли и слични болести, бидејќи ХИВ не е болест, она ти го ништи имуниот систем и ти умираш од нешто сосема десето, а не од самиот ХИВ. Така и со коронава. Значи, луѓето со хронични заболувања умираат од своето хронично заболување, кардиоваскуларно и така натаму. Здрав човек не го фаќа. И сега тоа е една, како да ви кажам, ја ве разбирам вас, многу сива зона. И сега како ќе постапи политичарот и кого ќе слуша. Бидејќи како што гледам, полицијата која добива наредба, значи нашите безбедносни сили, они се за 2 сата веќе е тоа извршено. Но тука не е проблемот. Нашите безбедносни сили, мојот печаток, се сосема окей. Проблем е кога и какви наредби они добиваат врз основа на анализите. И сега, ме зачудивте со оваа изјава, конкретно ова прашање. Што значи тоа нумерички ние постапувавме? Како требаше да се постапува по вас? Нели излегувал министерот нумерички, денес толку, утре толку ќе има. Што е проблемот во тоа? Што требаше да биде во суштина? Така. Министерот, мислам дека тоа нумеричкиот приказ на бројките повеќе го искористи за своја лична промоција, бидејќи се излегуваше секој ден на пресо и по 3 пати на ден, кажуваше како е, што е, и вршеше портпаролска работа на Министерството за здравство, така се изразиме. Освен министерот, можноста за промоција и медиумска изложеност ја искористија и другите членови на владата. Значи, ние бевме сведоци дека секојдневно имаше пресови, секојдневно се кажуваше дека сме подготвени, дека сме спремни. Па една мобилна болница се монтираше 10 дена. Ја уште не знам дали таа мобилна болница е опремена за примне пациенти. Аз сум сигурен дека не примеле ниту еден пациент. Значи, многу пиар и многу подпирање на медиумите отколку вистинска работа. Значи, доколку имаше вистинска работа, мерките требаше да бидат превземени многу порано. Значи, ние имавме ситуација кога претседателот на државата излегуваше во интервјуа, не убедуваше дека се е добро, дека сме подготвени, дека имаме ресурси за справување, да утре дента рече дека не можеме да прогласиме кризна состојба затоа што немаме ресурси. Значи, неконзистентност во изјави и несигурност дека работите ќе бидат завршени како што треба. Ајде да ве прашам, имаме ли ние ресурси за такво? Зошто не спроведоа таква одлука каква што треба и каква одлука како требаше да се постапи? Еве, вие во идеална ситуација како би постапиле? Или каде е грешката? Анализирајте ни еве вака како конкретно, нели? Претседателот вика се е во ред, имаме ресурси, одеднаш не можеме да прогласиме таква состојба затоа што немаме ресурси. Видете, не мора да одиме хипотетички, имаме веќе примери. Значи, ние имаме веќе позитивни примери со Дебар и со Центар Жупа. Значи, се затворија општините, се направи карантина на населението, се контролираше влезот и излезот од градовите и видовме дека тоа вроди со плод. Од друга страна, од другата крајност, неуспешен начин со справување го имаме Куманово. Значи, градоначалникот локалната власт неколку пати предупредуваше какво е можното сценарио во Куманово и бараа прогласување на кризна состојба, и јас сум сигурен дека доколку се прогласише кризна состојба во Куманово,
епилогот ќе беше сличен како Дебар, бидејќи нели првото жариште ние сите очекувавме дека ќе биде Дебар и првите жртви реално беа од Дебар. Меѓутоа навремената реакција, можеби малку задоснета, но сепак да речеме во тој континуум на навремена се случи, се затворија и Дебар и центар Жупа излегоа релативно неоштетени од цела оваа криза. Додека во Куманово ситуацијата беше драстично влошена, дури вие имавте ситуација кога препукување помеѓу локалната и централната власт кои што доаѓаат од иста партија и на отворена сцена имаше недоразбирање помеѓу нив. Па и солзи потекоа. Па добро сега, дали солзите биле намерно пуштени или не, тоа е веќе друга дискусија, но сакам да кажам дека не мора да збориме хипотетички, можеме да зборуваме еве веќе искуствено, дека во центар Жупа и во Дебар се постапило исправно, во Куманово се задоцнило со реакција. Исто така, ајде малку пошироко сега со спровањето, нели веќе почнавме што требало, што не требало. Уште една неконзистентна изјава од претседателот на државата. На 14.4. оди во Тетово и вика дека Арама ќе помогне да воспостави ред, да чува јавен ред и мир пред пилјари, пред продавници, пред банки. Ние тоа го видовме во Прилеп. Во Прилеп го видовме тотално промашено. Значи во Прилеп ние имавме ангажирање на армиски сили по наредба на градоначалникот на Прилеп и по наредба на министерката за одбрана, без при тоа да биде известен началникот на генералштаб. Значи, многу лош потек и упад во ланецот на командување. Зошто? Зошто лош потек и како требаше да се постапи? Образложете. Така, значи во законот за одбрана член 25 јасно пишува кој командува со армијата. Значи врховен командант на армијата е претседателот на државата. Потоа, следен во тој ланец на командување е генералштабот, односно началникот на генералштабот, па потоа се командантите на единиците. И тој ланец на командување оди по тој начин, значи по принцип на субординација, едно старешинство, за да нема упади во тој систем и контрадикторни наредби кон војниците, бидејќи тој ланец треба да стигне до последниот војник на терен, до последниот професионален војник кој што излезен. Сега, вие имате ситуација во Прилеп, кога локалната власт му наредува на армијата да излезе и да прави ред пред маркетите. И тоа претседателот, врховниот командант го увиде 2 дена подоцна, на 16.4. Тој каже дека не дозволива Арама да се користи за редарска служба и дека нема да дозволи на тој начин да се користи армијата. И ја тргна армијата. И ја тргна, меѓутоа пред да ја тргне министерката излегуваше на телевизија и кажуваше дека не само во Прилеп, секаде каде што е потребно, армијата ќе оди пред пилјари и ќе обезбедува расстојание од 2 метри од војниците. Треба ли? Не треба, апсолутно не треба. Кој треба тоа да го прави? Ете, ако е таква драматична една ситуација, навала на кој треба да го Потоа ретерираа малку од таквите изјави и се донесе уредба со законска сила, каде што на трговците им се наложува секој сам да си створи ред во својот објект. Значи да си ангажираат приватно обезбедување, да речеме банките, поголемите компании веќе имаат своје приватно обезбедување која треба да го створи тој ред. Употребата на армијата на тој начин не е добро. Значи армијата секогаш била тука да помогне и во криза. Зошто не е добро? Зошто не е добро? Затоа што на тој начин се трошат ресурсите на армијата, кои што и така веќе се при крај. Знаете дека имаме кризна состојба на јужната граница прогласено, дека армијата помага во извршувањето на задачите на полицијата и ангажирана на многу места. А од друга страна тоа не е добро за угледот на армијата, бидејќи не може вие војникот да го сведете војник, значи професионален војник, кој на му е професија да биде војник и треба да биде горд и достоинствен со својата професија. Значи сепак има одредена граница до каде може и до каде не може. Во овој случај, мое мислење е дека одлуката да се ангажира војската за чување на редот пред пилјари беше погрешна. Дали негде има пример некоја земја да ја изведе гардата, нели National Guard како викаат во Соединетите држави, да ја изведе на улица за да се зачува јавното добро или навалниците или да се, бидејќи ние конкретно немавме кражби. Ме разбирате, ја тоа сум го видел на пример на улиците на Лос Анџелес кога излезе армијата, кога почнаа да се палат, случајот со црнецот кој беше претепан од полиција, кој дигне на цела револуција и тогаш беа загрозени имотите и животите на многу граѓани и тогаш излегоа на улиците да помогне во справување со мирот, бидејќи тогаш веќе беше проценето дека полицијата не може да се справи сама и доаѓа како помош
на полицијата, ама војската сама никогаш не е прва она која излегува тоа. Затоа се полициските и безбедносните сили кои треба први да излезат, нели? Па ќе речам, ако требаше некој да излезе да воспостави ред кога е ова, тогаш требаше полицијата. Зошто не ангажираа полицијата првин, па после и војската да им треба? Ако е веќе, мислам дека кога е цивилна заштита, граѓанска и така натаму, прво треба полицијата, безбедносните сили тоа да го прават. Ние имаме колку? 16.000 униформирани лица во полицијата во МВР, не знам, се прогласува воредна или кризна состојба, ги ангажира, сите излегуваат на улица. Колку тоа е возможно сега, ја карикирам, нели? Тоа треба да спие, треба да јаде, треба да направиш распоред, кој колку може да одржи и така натаму. И тоа се сегменти кои вам ви се многу добро познати. И дека ја можам тактички да кажам, види, собери армијата, идите одма за Куманово, колку е 40 километри, за 3 сати да сте таму. Чекај бе, полека со 20 кила, не земаш во предвид дека имаме 20 кила опрема, толку му треба да застане, вода да се напие, треба. Сето тоа генералите, вие од безбедноста ги знаете, па патот овде бил крив, па овде има теснет. Ја не ги знам. И ја како политичар ќе донесам лоша одлука ако ја донесам сам, без консултација со вас, заради мал милион фактори кои вие ги знаете. И еве сега имаме ситуација каде што се уште не ни е јасно што војската требаше и како да постапи во оваа ситуација. И после полека префрли ми се малце да објасни го затоа што рековте имаме кризна состојба на јужна граница. Ја не знам дека имаме кризна состојба, но за тоа потоа. Значи, што требаше војската да направи, а што треба полицијата да прави во овие ситуации? Ајде вака, прво да почнеме со спомнавте националната гарда. Тоа, ако не се лажам, беа протестите Black Lives Matter во Америка. Така беше. Родни Кинг. Така, националната гарда излезе да помогне тогаш, меѓутоа националната гарда тие ја мобилизираа од резервата. Ние, например, во нашата држава имаме, Република Македонија, има значи резервен состав на армијата, но тој резервен состав на армијата практично е нефункционален. Бидејќи се правеа некои промени на тој резервен состав по наследувањето, наследен од ЈНА, тоест беше тој резервен состав, 2001 година заради воениот конфликт мораше тој да се ажурира, да се стави во функција, но потоа тука се застана и ние, например, јас неколку пати повикував со своји анализи и со колумни дека можеби е потребно да се размислува за ангажирање на резервниот состав на армијата. Тоа е интересно, значи да го акцентирам само вашето. Значи не излезе редовната, излезе резервниот состав на армијата, бидејќи армијата што е во редовниот состав си остана на позициите да си ги брани стратешките клучни точки на земјата како и дотога. Значи националната гарда излегува резервниот состав да интервенира. Добро? Тоа е голема поента. Добро? Сега кај нас никогаш не стана збор за мобилизација на резервниот состав. Освен наравно, резервен состав има и полицијата. Така. Кога сме, ајде бројчано вака да видиме сега да разгледаме. 13.000 има припадници МВР, од кои што 10.000 се со полициски овластувања. Тие 3.000 се значи администрација која што нема полициски овластувања. Од тие 10.000 луѓе МВР кои што ги има на располагање треба да ги покрие сите 4 државни граници, бидејќи граничната полиција исто така е во делот на МВР. Потоа имате тука криминалистичка полиција, имате голем број на единици кои што не се за секојдневна употреба, например специјалните единици, тие не се за секојдневна употреба. Значи тие се високо специјализирани и обучени лица кои може да ги употребите само за одредени потреби. Да одиме сега кон армијата. Што викаат бројките во армијата? Во армијата пред да започне трансформацијата сега пред неколку месеци, 8100 беше целокупната бројка на армијата, која што не е 8100 затоа што многу места се оставени непополнет. Кога ќе ставите вие армијата да и помага на полицијата секаде, значи не знам дали се запознаени дека специјалните единици на армијата, волците и ренџерите ги обезбедуваат затворите. Значи единицата за специјални намени волци е ставена обезбедување на затворот и Дризово, каде што поминуваат по 12 часа во возило, 12 часовни смени, потоа се враќаат во касарна, остануваат во приправност, подосна пак одат на смена. Заради ситуацијава сега? Така, заради ситуацијата како испомош. И тоа дали е добро, дали треба?
Дали треба специјалните единици да се користат за такви работи? Јас мислам дека не треба, бидејќи вие таму имате луѓе, баталјон од 300 луѓе кои што се луѓе обучени за сите видови на војување. И вие да ги ставите со оружје 12 часа да седат во возило со конзерви, јас мислам дека не треба. Значи доколку се направил распоред да се ангажираат резервни сили, место по 12 часовни смени, ќе имало по 6 часовни смени. Затоа велам, требало да се направи однапред едно сценарио кое што ќе одговори на сите потреби. Сакате да кажете дека ова повеќе панична реакција? Или нестручна? И панична, некоординирана, нестручна, како сакате кажете. Значи, пак ќе се навртам на неколку буквални промашувања во Министерството за одбрана. Значи, прво со мобилната болница. Мобилната болница се поставуваше 10 дена. Таа е мобилна болница Рол 2. Рол 2 значи дека имат од 1 до 4. Еден е онаа болница која што се поставува за најитни интервенции на самото војно поле, каде што е првиот прифат на ранети војници во вооружен конфликт. Рол 2 е веќе вториот дел каде што се стабилизираат тие војници и потоа продолжуваат натаму. Значи вие ако имаме ние ситуација на вооружен конфликт и ранети војници, и ако 10 дена вие поставувате мобилна болница во мирновременски услови, значи 10 дена им требаше да ја постават. Ако поставувате во воени услови, сите тие војници ќе умрат дори да дојдат. Нема да преживеат за да бидат лекувани во мобилна болница Рол 2. Втор кикс, значи условите во пепелиште. За среќа на онаа група музичари кои што снима и пушти значи јавноста виде. Јас лично сум спиел во тие бунгалови бидејќи имам дипломирано воена академија, сум бил голем број на обуки на пепелиште и ги знам условите какви се таму. Значи сум поминал еден добар дел од моето студирање таму. Значи јавноста виде во какви услови се планираше да се сместат, во какви карантински услови луѓето кои доаѓаат надвор. А да не забораваме дека истиот тој ден сабајлето, министерката со придружба и со 5 камери беше за да ги снимаат тие објекти и да покажуваат колку се добри тие објекти и колку се подготвени за прием на лица во карантински услови. Значи, очаен пиар, значи промашување од највисок вид. Па подосна панично барање на соодветно решение, па Демир Хисар, па притисоци кон луѓето да снимаат нови видеа дека еве сега е добро, не згрижија и така натаму. Значи од грешка во грешка. Значи целата ситуација со справувањето со кризата оди од грешка во грешка. Доколку внимателно анализираме, дел од тие грешки можеби имаат се промислени, имаат политичка позадина или пак едноставно мислеле дека луѓето нема да препознаат. И тоа во денешно време на поврзаност, на камери, на социјални мрежи, на голем број на социјални контакти, таква работа, мислам дека е смешно да очекуваш дека ќе скриеш и дека нема се да знае. Кажете ми сега за овие мерки со полицискиот час и така натаму и така натаму. И тука има доста неконзистентност, например, не знам, децата не можеме да ги шетаме, ама затоа можеме кучињата да ги шетаме. Полициски час од 3 дена, затоа во понеделник сабајле се гужваме по автобуси, чекаме редови во ова, па дури еве после месец дена добивме наредба дека и во маркетите ќе мора да носиме маски, што мислам дека требаше од првиот ден да биде задолжително. Маски и ракавици и не можеш да влезеш ни во банка, ни дури после, ја мислам уште март месец требавме, еве 18 март, да ја имаме таа наредба за сите нас, бидејќи јас се чувствував стварно како будала, бидејќи кој ќе влезе дали во банка, дали во маркет, носев маска, и никој не носеше. Зошто? Ти нема уредба. И ти си будала, знаеш, во тие мигови. Но ја еве инстинктивно чувствував колку заради себе себично, толку и заради моите блиски, да се заштитам. Еве, сега дојдовме на тоа, да не се правам сега ја супер интелигентниот паметен, еве, токму тоа што ја го правив, сега. Дали е сега па задоцнета таква мерка? Зошто дури сега се носи оваква мерка, бидејќи гледаме дека бројот на заболени исто си имаме некоја константа. Пандемијава не е падната ни во светот, па ни кај нас. Така, затоа ви реков уште на почетокот дека мораше да имаме сценарио. Што би предвидувало тоа сценарио? Значи од моментот на првиот заболен, 5 дена после тоа го следиме трендот на зарази и одлучуваме какви мерки ќе превземеме. Дали полицискиот час ќе биде целосен, дали ќе биде од до, дали одредени категории граѓани ќе бидат изземени или нема да бидат изземени. Јавен превоз ќе функционира, нема да функционира. Затвараме граници, не затвараме граници. После недела дена или после 10 дена гледаме дали има ефекти тој полициски час. Одлучуваме дали ќе го заостриме или ќе го смалиме.
Значи сето тоа мораше да биде предвидено. Уште една работа која што мораше да биде предвидена е недисциплината и неодговорноста на граѓаните. Значи ние имаме секој ден во полициски билтен од 70-80 до 200 прекршители на полициски час. Значи ние имавме ситуација, еве, во Ченто, ситуација кога група граѓани, 8 граѓани, им текнало дека сега е моментот во полициски час да местат лежечки полицајци, да се сликаат, да објават на социјални мрежи и да кажуваат дека тоа било за доброто на граѓаните. Значи тоа е недозволиво. А потоа, при реакција на полицијата, да имате протест, на кој што имаше стотици луѓе сигурно, стотина луѓе сигурно имаше. Па и доаѓа градоначалник да мирува тензии, не знам. Значи, ние многу работи не предвидовме, немавме план и многу работи ги решаваме во чекор. Вакви сериозни работи не се решаваат во чекор. Вакви сериозни работи се решаваат со план. Од тогаш до тогаш вакви мерки гледаме дали имаат ефект. Заоструваме, олабавуваме, продолжуваме и така натаму. Значи сега ние во овој момент имаме случувања, врз основа на тие случувања земаме мерки, па имаме нови случувања, па врз основа на новите случувања спроведуваме нови мерки, па имаме трети случувања, врз основа на третите случувања трети мерки. А вие велите, штом почне да се има план и по тој план да се иде, а потоа врз основа на новите податоци исто по тој план, каде што се веќе предвидени какви мерки, без импровизација. Сакате да ми кажете дека сите овие мерки, подобри или полоши, се резултат на потполна импровизација и неработење на план, туку адхок од час во ситуацијава? Сметате? Да? Апсолутно. Значи ние имаме прогласување на вонредна состојба, за која што 2-3 дена пред тоа имаше дилеми дали се прогласи или не. Значи ние имавме председателот излезе и каже дека нема да прогласам, ќе прогласам кризна, за на крај да прогласи вонредна. Што е разлика измеѓу кризна и вонредна? Видете, кризна состојба е ситуација каде што се ангажираат ресурси, но на многу помал терен. Имате можност да направите одредена капсулизација на проблемот. Дебар. Значи, така, баш така. Тоа е кризна состојба. Тоа е кризна состојба, се прогласи таму кризна состојба и се реши проблемот. Значи, ние сме имале кризна состојба многу пати. Сме имале при поплави, сме имале при поголеми пожари и сме се справувале. Се справувале неколку институции заедно. Значи, дирекција за заштита и спасување, по правило секогаш и армијата се вклучува и на крај се решава проблемот. Се локализира и се решава. Вонредна состојба не можете да прогласите само на одреден реон, на одреден град, на одредена територија. Прогласувате на ниво на цела држава. Ние влеговме во еден правен лавиринт, кога ние не сме имале до сега ситуација за прогласување на вонредна состојба, дури ни 2001 година немавме, заради политички несогласување помеѓу тогашната власт и опозиција. Каква состојба немавме во 2001? Немавме ниту вонредна, ниту воена. Ни вонредна, ни воена. Ни вонредна, ни воена, така. Во Тетово, ама во Тетово имаше полициски час. Може имало, да, но немало на територија на цела држава. Така. Иако се бараше да се прогласи воена состојба? Да, така, но не се прогласи. Не се прогласи. Треба двотретинско мнозинство во собрание. Добро. Заради тоа не се... Добро. Ние сега имаме ситуација на распуштено собрание. Председателот излегува и сам прогласува вонредна состојба. Поминуваат 30 дена. Требаше да се направи преоценување дали е потребна нова вонредна состојба. Нашиот устав не препознава прогласување на втора вонредна состојба. Меѓутоа, така. Председателот превзема одговорност и како државник прогласува уште еднаш. Не ја продолжува, туку прогласува нова. Зошто? Затоа што собранието е распуштено и не може да се собере. Уште повеќе. Ние имаме преседани, значи... Апсолутни преседани на секој ниво. Значи во кризна состојба одлуките се носат на друго ниво, го носи управувачки комитет. Во вонредна состојба владата добива сила да може да носи уредби со законска сила. И сега ние имаме донесени уредби преку 150 уредби, 100, не знам колку се точно, еве да речеме дека се околу 150. Една третина од тие уредби се однесуваат на справувањето со кризата, другите 2/3 на уредби не се однесуваат. И зошто владата има овластување да го прави тоа? Затоа што собранието не може да се собере, бидејќи се во вонредна состојба. И сега најнаш гледам последните 2 дена да се собере собранието за да може да се состане и да верификува се што било донесено.
Е па како сега не може да се собере за да прогласи вонредна, не може да се собере за да ја продолжи вонредната, а може да се собере за да верификува уредби. Апсолутни преседани. А Сега, јас какви не сум уредби прав- треба да се поднесат? За што се тие уредби? Донесување закони, тендери и што? Нели, немаме законодавен дом каде што донесуваат законите, собранието е распуштено, владата има овластување според вонредната состојба само да донесува уредби кои што имаат законска сила. И се објавуваат во службен весник. Значи еве уредбата за исплата на заостанати плати на доместоци за СЈО, една од тие. Друга уредба е за извоз на дијаманти. Дали сега вистинскиот момент? Трета објавено во службен весник одлука беше за помилување на затвореници. Четврто беше за избор на суди. Сега можеме ние да ги редиме печатање на пари со новото име на државата. Сега тука кога веќе влегува во опсет и кога им треба собрание да ги верификува тие одлуки, а некое идно собрание во кое што мнозинство би имало можеби друга партија, дел од тие уредби би ги поништило и не би биле валидни, да речеме имаме собрание кој што би ги поништило сите уредби кои што не се однесуваат стриктно на справување со кризата. И затоа сега се овие уставни карамболи во кои што се бара начин да се верификува се она кое што е донесено во наредната состојба. Значи, во овој момент ние имаме и суспензија на демократијата. Па може и така се каже, или злоупотреба. Нема кој да ја спроведе. Или, еве, да бидеме уште малку поискрени, злоупотреба на вонредната состојба за политичко профитирање. Има најави дека ќе се состане собранието. Се собираат потписи. Да собираат потписи, така да видов јас дека се собираат потписи, се бараат различни изговори, се релативизира на сите можни начини зошто би било битно, како би било битно, но тоа не е нешто што наша држава веќе го нема видено, значи ние сме во тој процес на политичка катаклизма од 2015 година наваму, видовме многу работи, пред наши очи се случи едно целосна идеолошка субверзија на нашето општество. Се случи голем број на работи кои што еве сега од оваа временска дистанца можеме да ги погледнеме, да ги анализираме и точно да утврдиме каде е направено, како е направено, за кои цели е направено и според која методологија е направено. Каква е состојбата со криминалот и безбедноста во овие моменти и животот на граѓаните? Полициски час тоа би требало да значи никој не мрда. Ако знам во некои други средини, во полициски час си знаели мета кучело да попиеш, се извинувам за мојот француски, кај нас такви мерките не се строги, полицијата е многу коректна, полицајците се поздрав до нив на вистина во една тешка ситуација по 12 сати седат, дремат на раскрсници, да фатат некој како мене дали има дозвола или не, кога би нели, ама мора да ја спроведуваат одлуката, сепак е тоа наредба и тука нема што. Но каква е состојбата? Дали имате податок каков е нивото на криминалот пред и потоа? Например, збориме кражби, обивања, секојдневни билтени полициски, црни хроники и слично. Она што може да се види од билтените, кои што јас имам многу пријатели кои што се вработени во Министерството за внатрешни работи, кои што го дискутираме на дневна основа е очекуван епилог, значи очекувано дека бројот на разбојништва, на тешки кражби ќе се намали бидејќи нели сите сме дома, продавниците се затворени, така нема многу движење надвор. Зачудувачки е што, зачудувачки, не толку зачудувачки колку очекувано во ваква ситуација е зголемувањето на компјутерскиот криминал, бидејќи ние сега сите сме дома. Добро. Сите почесто користиме интернетот колку што користиме порано. Добро. И сајбер криминалците исто така го користат сето тоа време за да се обидат на различни начини да дојдат да остварат одреден профит. Значи јас направив една анализа Повели? Која што вели дека нападите кои што се така наречени фишинг напади, каде што на пример добивате мејл со одредена содржина, Добро. но кој што мејл во себе содржи малициозен софтвер кој што доколку го отворите мејлот, доколку кликнете на одреден линк кој што ќе пренасочи ваму или таму, на тој начин дозволувате да ви се инсталира малициозниот софтвер во вашиот компјутер и потоа оној кој што го изработил и кој што има пристап до него може да користи одредени услуги, така да се изразам, од вашиот компјутер. Значи да собира слики, да собира видеа, да уклучува микрофони, да исклучува во зависност од тоа каков е видот на софтверот. Сега, зошто е тоа поврзано со моменталната ситуација? Значи ова е кривично дело кое што се извршува на многу начини. Порано нели нигериски принцови нонстоп ни пишуваа мејлови, сега ова е малку пософистициран.
пософистиран метод и овие линкови се скриени позади на пример совети за подобрување на имунитетот во време на коронавирусот. Значи се што е поврзано со коронавирусот, сега на нас тоа не е актуелно, нели? И би го кликнале да видиме. Или нема да верувате како излечен овој, или што му прави, што ветера да му платите, да купите производ кој нема да го добиете или Ништо, само може да кликнете да ја пренасочи кон страница на која што ќе има одредени совети еве како за справување со коронавирус или така натаму. А што е тука криминал? Криминалот е со вашето кликање на тие линкови, овозможувате задна врата на вашиот компјутер, со тоа што некој утре би имал пристап до сите датотеки кои што се на вашиот компјутер. Доколку плаќате онлайн сметки, нели вашите картички се запишани, ги зачуваме, нели, дали сакате да зачувате, сакаме. Вашите пасворди, слики, видеа и се друго. Значи криминалот е овозможувањето на пристапот. А после уцена? Тоа е веќе ransomware, тоа е еден нов напад кој што ви ги киднапираат сите датотеки кои што ги имате на компјутерот и доколку сакате да се тргне вирусот, да си направите поврат на датотеките, би требало да платите одредена сума на откуп, за на тој начин да се ослободите од тој софтвер на вашиот компјутер. Значи многу различни начини на кои што луѓето би оствариле профит. Тука исто така имате и продавање на лажни лекови, па лажни маски, па нели порачувавме по интернетот на време недостаток на маски, на капачи, на ракавици, па нарачувавме од интернет, па ќе стигне робата, нема да стигне. Што е ваш совет до гледачите? Еве, например, многумина од нас сега, а и во светот, гледам дека експлодира онлайн продажбата. Амазон растура како никогаш досега, 18.000 нови вработени, Алиекспрес, па дури еве и нашите компании за достава на храна и лекови, нели, нарачка на готова храна, сето тоа функционира и тоа прилично добро. Зависно, некој плаќа онлайн, некој плаќа на лице место со сметка. Има ли тука криминал и на што треба да пазиме? Бидејќи навистина ова е прилично корисно и многу мои познати, па и јас лично го искористив, например, за купување храна или одредени производи кога не можам да стигнам за време на полициски час. Видете, ние моментална доминација на медиумскиот простор со теми кои се поврзани со коронавирусот. Дали тоа бројни излечени, бројни заболени, смртни случаи, совети како се справиме, што да направиме и така натаму. Значи во ситуација кога голем дел од популацијата е под да речеме под една состојба на стрес, под една состојба на несигурност, луѓето бараат безбедност, бараат сигурност, бараат ред со цел да можат да го искомпензираат тој недостаток на контрола кој што го имаат, кој што го чувствуваат, бидејќи нели не можат сами да го решат проблемот, не можат во своји раце да ги превземат работите, и во тој момент луѓето се поподложни на носење на лоши одлуки, на слушање на погрешни совети и на некој начин онаа претпазливост која што имаат при нормалното користење на интернет, на социјални медиуми, се намалува бидејќи постојано сме поврзани, бараме нон-стоп нешто ново да прочитаме, дали добра лош бараме, дали добра вест, дали лоша вест бараме да прочитаме. И сето тоа не прави поподложни кон измами преку интернетот. И токму тука е покачувањето на таа бројка на кривични дела извршени преку интернет или преку компјутерски уреди. Има, има пријави, се процесираат пријавите. Сега популарно стана еве уште еден податок дека многу е зголемено ширењето на лажни вести, дезинформации, бидејќи луѓето сакаат да прочитаат зголемен бројот на кликбейтови, на наслови кои што не се поврзани со наслов и содржина, кои што се различни со цел да има повеќе кликови таму. Значи се прават сите форми на остварување влијание врз луѓето. Особито е важно тука да споменеме дека дезинформациите и пропагандата во овој момент и она психолошка војна, нели, за срцето и умот на луѓето е во полнек. Не само на глобално ниво, на регионално, национално, па дури и на внатрешно ниво тие, да речеме... Што им советуваш ти на граѓаните во оваа поплава од лажни вести? Вистината вистината е најдобро да ја скриеш кога ќе имаш поплава од милион изверзирани работи и ниедна да е точна. Негде е точна.
Како луѓето да се учат да ги препознаваат тие работи, од кај ќе се информира, бидејќи тоа делува и психички, создава параноја. Во параноична ситуација човек донесува погрешни одлуки, не дај Боже и по радикални одлуки кон себе или кон други може да преземе или да се стави на финансиски или друг ризик. Како да им помогнеме и да ги насочиме? Сигурно не е само јади бурек валидна емисија, далеку од валидна емисија, но како луѓето не може да гледа само јади бурек или да гледа Сител, Канал 5 и така натаму, сурфа, се што му доаѓа, а кликбейтови, тоа е едно море. Ја разговарав со некои колеги мои, кои малце сериозно, мислам дека ќе го имам наскоро интервјуто, ќе видиш кога ќе дојде. Вика, Србија, Босна, Албанија, Македонија, вика, овие земји заедно имаат произведено во последниве месец дена повеќе лажни вести него целиот свет заедно. Збориме корона, збориме потекло на вирусот, збориме 5G и збориме мигранти. Ова е, вика, просто вика, ај разбирам, ја еве да седнеме, ми карикира, еве со вас господине Наце, седнеме и правиме една лажна вест. Звучиме добро, ово она, ама протнуеме лажна вест. Ова е, вика, значи бара, ја не знам каква организација, ја не знам кој може да стои за ваква логистика, некој да седи на саат основа да излегува ново видео за 5G, за кеймтрелови, американците не чинеле, кинезите не чинеле, ова и создавање една страшна параноја, а особено еве со ова. Но ќе го имам тој интервју накнадно. Вас да ве прашам безбедносната состојба со границите. Често добиваме многу конфузни, а особено во овие кликбейтови, србите не преплавија со разноразни видеа, стигнуваат до мене од загрижени гледачи, мигранти се носеле. Болниците, сега овие што ги спомнавте, ние што сме ги правеле, кебињата од ЕУ што ни стигна, не спасија, на еден душек сега ќе имаме по 5 кебиња. Не знам дали знаете, ја направив математиката. Еден генератор за 5 шатори, во секој шатор по 8 кревети, на секој кревет по 5 кебиња. Кај го има тоа? Немојте ве моламе. Туку дека тоа било спремно за мигранти, мигрантите навалиле на граница, па некои видеа од Грчка ми стигна, од Албанија, од Србија, пукање нешто на граница, ма сето тоа е нејасно, не можеш да го верификуваш. Не стои Associated Press или BBC, некој со, ајде да речам, некакво минимално реноме на кое би требало авторитет да се повикаш. Каква е ситуацијава со границите и со мигрантите според вашите информации? На нашата јужна граница моментално се стационирани и припадници на полицијата и припадници на армијата. Значи, се има тотална контрола врз тоа што се случува. Знаете, пред да започне вирусот, главна тема беше таа, мигрантите колку доаѓаат, како доаѓаат, сега од Турција ќе влезат во Грција толку, па на грчки острови, па протести, па се ближат, доаѓаат и така натаму. Значи, сето тоа ние можеме да видиме дека и на регионално и на глобално ниво ја имате таа дискусија околу мигрантите, таа дебата, која што разгорува голем број на страсти. Како не? И во останатите меѓународни институции, значи имаме целосно специализирана операција на Европската унија, имаше операција Софија која што се покажа како неуспешна, значи имаме секојдневно примери, имавме, тоест тој еден период кога беше да речеме најзастапено шверцувањето на мигранти, па бродови се вклучува хуманитарни, па пренесува мигранти, па гумени чамци, па се водеше една анализа колку денес се удавиле во Средоземно море и така натаму. И таа параноја полека го окупираше прилично многу медиумскиот простор, а нас претежно ни беше од интерес затоа што еден дел од кракот, значи Балканската рута, западно-балканската рута така наречена, проаѓа низ Македонија. Значи ние имавме и реална ситуација. Повторно ве можеме да говориме од искуство. Ние имавме во 2015 година по 10.000 луѓе дневно да поминуваат преку територија на Република Македонија. Ама не останаа тука, сите замина за нагоре.
Јас тогаш се интересирав на таа тема. Околу Нели 40... имаше тогаш шпекулации дека Европа ќе не натера да ги чуваме тука, дека тука им се граделе кампови, но ништо од тоа не испадна точно. 40 луѓе, отприлика 40 луѓе поднесоа барање за азил да останат во Македонија. Значи, ако земеме бројка дека поминале околу 500.000, од тие 500.000 само 40. 40, значи не забележително. И мислам дека голем дел од тие веќе се покајали и ја имаат променета одлуката. Слушнавме за имаше една романтична приказна за некоја мигрантка која што се омажи за наш полицаец од Куманово. А потоа и романсата заврши и мислам дека заврши со рад во тој случај. Се опамети жената, кој секоја Кумановка што е памет. Но имавме, да речеме, и сериозни случувања на и до мене, кога имаше нели напад, кога имаше со озавет, со гумени куршуми. Значи тука нашите безбедностни сили сериозно си ја завршија својата работа и да не заборавиме дека за тоа добија пофалби од сите од голем број членки на Европската унија, бидејќи... Но и од Европска унија добивавме помош и полиција пристигна и се уште имаме припадници стационирани, првично помош не само наши, туку и од други земји. Така. Првично помошта почна да доаѓа од 2-4 од Вишеградската група на држави, Чешка, Полска, Словачка и Унгарија. Веднаш потоа се приклучи Словенија, Хрватска, Австрија исто така се приклучи, така да ние имаме и во моментот припадници на сите тие. Има ли во моментов притисок на таа граница и дали е контролирано сето тоа? Во моментот е контролирано, меѓутоа не може да исклучиме дека има одредени обиди за шверц. Значи имаме случаи. Ама не е тоа така масовно како што кликбейтов сега не плаши, така? Па не е. Според моите сознанија не е толку масовно. Дека има изолирани случаи на шверц со мигранти, има. Исто како што имаме шверц на цигари, шверц на дрога, шверц на луѓе. Има, тоа е еден од појавните облици на организираниот криминал и тој во оваа ситуација ние кога сме пренасочени со мислите и нашето Министерство за внатрешни работи е пренасочено кон други задачи, не дека луѓето кои што се задолжени за организиран криминал не си ја вршат работата, но нели оперативноста нивна можеби е намалена и сигурно дека ќе има поединци и групации кои што ќе се обидат да ја искористат таа ситуација и да го остварат тоа. Сега во ситуација на полициски час, кога ви се потребни дозволи за да отидете до продавница, да речеме, и до работа докато сте трета смена, позабележително би бил таков еден обид за шверц. Господин Нацев, ја ги исцрпев вака повеќе или помалку прашањата, освен можеби што ми остана малку по-детално за вашиот факултет за безбедност и криминалистика и детективи и криминалистика. Детективи и криминалистика. Една посебна емисија, затоа што навистина делува интересно. Вие како декан на Европскиот универзитет на овој факултет ни дадовте една исцрпна анализа, ја ви благодарам за тоа и се надевам дека ќе бидете на располагање ако има некои промени на состојбата, па да ги анализирате вие истите. Ако имате уште нешто да додадете, порака до јавноста, ваши прогнози, што и како и така натаму, слободно завршниот збор ви го давам. Така. Еве завршниот збор на кратко само да ја разложивме темава на долго и на широко за справувањето со криза. Она што кога завршам... Добар сум кој исследник, извадив доста од тебе. Апсолутно. Она што ние мораме во оваа криза да го извлечеме како поука и се надеваме дека нема да имаме сериозни безбедносни кризи во иднина, но она што можеме да го извлечеме од оваа и од претходните кризи, вклучително тука и сите и надворешно политички промашувања и сето тоа. Значи ние мораме да знаеме дека во нашава држава, во нашето општество, Република Македонија веќе мора да почне да се воспоставува една хиерархија на компетенции. Значи таа хиерархија на компетенции мораме да ја промовираме. Значи мораме вистинските луѓе да ги поставиме на вистинските места. Мораме да вклучиме меритократија во донесувањето на одлуки и во кадровските решенија. Значи еве јас сум сигурен дека вистинскиот човек докато не се постигне вистинското место ќе биде погрешно. Значи еве вие земете сами од себе за пример, доколку имате потреба од хируршка интервенција, дали би сакале да ве оперира хирург или би сакале да ве оперира некој земјоделски инженер? Значи мораме да имаме некој систем на вредности кој што ќе го воспоставиме и потоа тој систем на вредности само да го напредуваме. Значи да не дозволуваме нашите најдобри кадри да одат надвор и да се користат од други држави или од други компании. Јас сум убеден дека нашава држава дека има компетентни луѓе. Сум запознал многу луѓе кои што биле многу добри во она што го работат.
И сега треба да најдеме начин како сите тие луѓе, нивните компетенции да ги искористиме за општо добро. Господине Нацев, ја ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам уште еднаш за поканата, поздрав и добра ноќ на гледачите. Добра ноќ. Драги мои пријатели и пријателки, ќе направиме кратка пауза, веднаш потоа се враќаме назад во студио.